Почитувани, Зоран Заев и СДСМ дојдоа на власт со ветување за чист воздух и здрава животна средина. После 3 години власт, Скопје, Битола, Тетово и цела Македонија рушат светски рекорди по загаденост, а депонии никнуваат во речиси секое населено место. Ова е за жал вистинската слика за неспособноста на владата да се справи со овие горливи проблеми. Ние во ВМРО-ДПМН подолго време ги следиме барањата на граѓаните, мислењата на стручните лица и институциите. И во таа насока со големо внимание ги проследивме барањата со кои настапија Сдруженијата на граѓани на протестот за почиста животна средина во петокот на 29 ноември. Сметаме дека сите политички субјекти, а најмногу владата, треба со голема сериозност да ги прифатат и имплементираат ваквите барања на Сдруженијата и експертите. Гледаме дека владата е крајно несериозна и постојано останува на зборови, а не на дела. Иако Зоран Заев и неговата ке влада номинално ги прифатија итните 7 барања, кои беа услов за да седнат и да разговараат со Сдруженијата, Заев продолжува да ги лаже граѓаните. Имено, барањето број 4 на Сдруженијата гласи: да се стопира процедурата за усогласување на законите од областа на здравјето на луѓето, животната средина, комунална хигиена и слични закони со законот за прекршоци, со што нема да се намалуваат казните за прекршителите на овие закони, туку сите кои намерно загадуваат во животната средина ќе бидат казнувани со казните пропишани според сегашните законски прописи. Последниот пример за тоа е запалената депонија во Струмичко, со која директно управува јавното комунално предпријатие Комуналец Струмица, зашто досега од надлежните нема никаква реакција или санкција. Од една страна, Заев вели дека го прифаќа барањето за стопирање на процедурата за усогласување на законите од областа на заштитата на животната средина со законот за прекршоци. Од друга страна, на седницата на Собранието на Република Македонија во вторник на 10 декември на дневен ред поставени се неколку измени на закони и тоа: Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија, Закон за пакување, Закон за природа, Закон за вода, Закон за бучава и други слични закони, во кои владата на СДСМ предлага усогласувањето на казнените одредби од овие закони со Законот за прекршоци, тоест намалување на казните за оние кои ја загадуваат животната средина. Граѓаните и Сдруженијата, кои се заинтересирани за квалитетот на животната средина, чистиот воздух, води, бучава и отпад, треба да знаат дека СДСМ и нивната влада на Заев ги излажаа и континуирано ги лажат во изминативе 3 години. Сите мерки од така наречениот план за чист воздух не само што се уште стојат на ке, туку и средствата кои првично се наменети за решавање на проблемите во животната средина, властите ги трошат на се, освен на подобрување на животната средина. Иако сега, пред изборите во април нареднава година, СДСМ пробува да одглуми дека некои инспектори за животна средина се тука и работат, тоест дека не се сите на пат цело време, властите само ја покажуваат својата намера да направат зголемени профити за своите блиски на сметка на непреченото загадување. Дури и пред некој ден можевме да ја видиме целата неспособност на власта, кога државниот и градскиот инспекторат за животна средина во Скопје се потепаа да се докажат кој зашто не е надлежен и кој може да напише помала казна за загадувањето на животната средина. Почитувани, од друга страна, но во исто време, ВМРО-ДПМН во целост ги разгледа сите барања од Сдруженијата на граѓани. За голем дел од нив смета дека се оправдани, а за некои дека може да се доработат за да се постигне заедничката цел здрава животна средина. Пратениците на ВМРО-ДПМН ќе ги поддржат барањата на здружените граѓани и нема да гласат за намалување на казните за загадувачите во животната средина. Еден од приоритетите на владата на ВМРО-ДПМН во следниот мандат ќе биде решавање на проблемите со загадениот воздух, води, почва и отпад. Затоа, почитувани, и повикуваме и вас, граѓаните и Сдруженијата на граѓани, да не паѓаат на лагите на Зоран Заев, чија влада, иако е на крај на својот мандат,
Незините проекти се уште го носат предзнакот ке, туку во заедничка борба да се избориме со проблемот на загадувањето и проблемот со оваа нефункционална власт. Ви благодарам.